Алкохолот, брзото возење и заморот се главните причини за сообраќајните несреќи. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата велат дека лани во сообраќајки загинале 125 лица, што е блиску до европскиот просек, со цел да се елиминира ваква црна статистика. Од Републичкиот совет велат дека ќе продолжат со интензивни кампањи како и досега. Во таа ситуација ние тежнеевме кон тој дел, значи и вроди со плод. Рековме дека ќе продолжиме да работиме веќе да се намали бројот на загинати лица. Додека сообраќајната култура кај децата веќе почнавме и секогаш Републичкиот совет работел, и тоа од 1 септември водиме кампања за безбедно дете. Од почетокот на школската година до крајот на учебната година. Имаме неколку класификации во оваа ситуација. Имаме едукативен материјал, имаме спотови, филмови. И тоа за предшколско образование во градинките, вршиме физичко предавање, делиме материјал, боинки, лектири и така натаму, филмови кои му ги прожектираме, му ги презентираме на децата во градинка. Потоа имаме исто така материјал од 1 до 5 оделение, потоа за деца од 6 до 9 оделение и за средношколци. Посебно внимание обрнуваме кај средношколците на крајот од школската година во април и во мај месец. Знаеме тогаш веќе се тие матурски вечери, имаме дел од учениците кои се 4-та година, еве во овој момент и овие деца се 4-та година, кои се стекнале со право за управување со моторно возило, добиле возачка дозвола и често пати одиме по средните училишта, предаваме и апелираме децата кои одат на матура да не управуваат со свое собствено моторно возило. Инаку со најновите измени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата од декември минатата година, направени се измени и дополнувања во делот на глобите кои се намалени, а укинати се и негативните поени.